Благодарам председателе. Благодарам заменик министре за образложението дека овој амандман се одбива заради тоа што бил предмет на Законот за води. Токму затоа што е предмет на Законот за води, ние во соработка со невладините организации и експертската јавност го поднесовме овој амандман. Сега, не можам никако да разберам како вака лежерно си се однесувате, дури и кога станува збор за заштита на животната средина и биодиверзитетот, во случајов во непосредна близина на водните тела, значи за водотеците, езерата и акумулациите. Значи, додека од една страна ни промовирате некакви си зелени агенди, од друга страна е денешнава реалност во која се гледа вашето вистинско лице, па не се согласувате сите заедно да ја исклучиме можноста за злоупотреба на ископувањето на песок и чакал од речните корита и крајбрежјата на водните површини. Цел ден седиме овде и ќе седиме се додека ја имаме и последната надеж дека ќе влијаеме за подобрување на ова законско решение. Мора да има критериуми за издавање на концесии и тоа строги и јасни критериуми, затоа што станува збор за експлоатација заради еколошки причини. Не дека ако влезе во закон со оваа наша влада, значи и дека ќе се применува, но тоа е само уште една друга болна тема. Всушност, како што појасни и колегата Јаревски во образложението на амандманот, основата за доделување на концесија се документи кои веќе се предвидени со Законот за води, но или не се применуваат, или пак кога се применуваат на погрешен начин. И што е пострашно, се применуваат во интерес на нечии бизнеси. Ни еден и ничив бизнис не смее да биде пред грижата за животната средина. Ако ова досега не сте го сватиле, јас не знам чуму ни Европската Унија, чуму ни се. Од ЕУ ќе ни остане само добрата волја. Кога сме кај концесиите, ние знаеме дека добивањето и одземањето концесии е сложена законска материја, која бара широка експертска и граѓанска дебата, но тоа важеше, според вас, само додека седнавте во власта. Минералите се витални суровини за многу индустрии и главен ресурс за развој на истите. И многу е штета што се необновливи и ограничени. Затоа се потребни долгорочни цели и перспективи за управување со минералните суровини. Вака како што се однесувате, јас имам впечаток дека вие мислите како ресурсите ќе бидат неограничени, дури иако неодржливо ги користите. Епа не е така, за жал. Како охриѓанка сметам дека итно е потребно ревидирање на Законот за води и подзаконските акти во делот за издавање на дозволи, односно согласности за вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските води, и во таа насока е и овој наш денешен амандман. Дефинитивно постојат слабости во законската регулатива и како да не постојат кога вака како денес се носат законите. Постојат и пропусти во подзаконските акти за одржување и регулирање на површинските води, што доведува до нелегален ископ на материјал, на што сите сме сведоци секојдневно. Издавањето на дозволите не е во согласност со закон и доведува до заклучок дека локациите на кои се вади песок, чакал и така натаму од површинските води не се плански и немаат за цел регулација и одржување на коритата. Активностите за вадење песок, чакал и камен не овозможуваат заштита и подобрување на режимот на водите. Најголем дел од извадениот материјал се користи за продажба, а минимален дел за уредување на речните корита. При тоа, мерки за заштита од нелегален ископ не се воспоставени.
Уште еднаш за крај ќе кажам дека жалам што го одбивте овој амандман, што значи дека и понатаму прекумерната и неконтролираната експлоатација на ресурсите хемиски ќе ни ги загадува водите и почвите, ќе ни се нарушуваат пределите и хидролошкиот режим, трајно ќе ни се девастираат обработливите земјоделски земјишта и ќе си сонуваме за биолошка разновидност. Тоа пак на крајот значи сериозни последици врз здравието на луѓето. Затоа сме убедени дека не смеевте да си дозволите да ја елиминирате јавната расправа и сите заедно да дадевме придонес во управувањето со природните ресурси. Ви благодарам.